Овој пат ќе покажеме две поинтензивни вежби кои што ќе ојакнат нашата мускулатура. Ве поканувам и вие да ги направите заедно со нас. Прво ќе направиме наокасан или чамец. Ги свиткуваме малку нозете. Ги фаќаме нозете веднаш под колената и се накосуваме кон назад. Ги одвојуваме нозете, дланките покрај нозете, под колениците ги држиме паралелно со подот. Неколку секунди, се спуштаме внимателно и ова го повторуваме 3 пати. Внимателно кон назад, не се спуштаме нагло за да не изгубиме рамнотежата. Држиме, се спуштаме внимателно. Оние кои што ја прават оваа вежба заедно со нас ќе забележат дека бара јака мускулатура на стомакот. Истовремено оваа вежба ја јакне оваа мускулатура. И ако се работи редовно, може да за кратко време ги почувствуваме овие ефекти. После вежбата малку се одмараме, да го отпуштиме целото тело, особено оние делови кои што претходно беа напнати. И потоа ќе легнеме за да ја направиме истегнување мост. Легнуваме на грб, ги свиваме нозете и стапалата ги поставуваме од страна на колковите. Ако може, ги фаќаме нозете кај глуждовите или од назад за петите. И се подигнуваме нагоре со крлицата. Колку што може поинтензивно, положбата се задржува 4-5 секунди. Се спуштаме внимателно, без да ги отпуштаме нозете. Повторуваме интензивно нагоре, но ќе внимаваме да не ги подигнеме рамењата од подот. Во крајната положба се подпираме на главата, на рамењата и на стапалата. Ова вежба интензивно го затегнува целиот заден дел на телото, ја јакнува мускулатура и го ослободува и предниот дел на телото. По вежбата се одмараме, целиот напор го ослободуваме, го смируваме и дишењето. Кога се смирува дишењето, се смирува и срцето. Оставаме целиот организам да се урамнотежи. А јас ви посакувам пријатен ден и убава недела.